Централно издание на Дневникот за денес. Добро вечер. Еве ги настаните кои го одбележаа денешниот ден. На Клучкото кај Башино село се вршат интензивни активности за нејзино осветлување. Локалната самоуправа спроведува анкета за тоа колку населението е задоволно од институциите кои се под надлежност на општина Велес. Муслиманите во Република Македонија, како и во целиот свет, денеска го слават Рамазан Бајрам. Во Центарот за обука Пепелиште денеска се одржа свечаност по повод отварањето на 7-миот меѓународен одбранбено-безбедносен проект Летен кампус 2016. На отварањето присуствуваше и министерот за одбрана Зоран Јолевски. Владимир Ристов со повеќе детали. 296 питомци од армиите на 13 земји членки на НАТО и од партнерите на НАТО земјите во Центарот за обука Пепелиште го започнаа летниот кампус 2016. На отварањето присуствуваше министерот за одбрана Зоран Јолевски, кој потенцираше дека овој кампус е одлична можност питомците од Воената академија во Македонија да разменат искуства со нивните колеги. Задоволствени што сме домаќини. Ова е една одлична прилика да питомците од Воената академија во Македонија разменат своји искуства со нивните колеги од Воената академија од другите земји членки на НАТО и партнери на НАТО. Ќе поминат тука две недели, ќе имаат доста вежби, заеднички активности, и тоа ќе има еден дел од програмата се предвидени посети на културно-историските наменности на Република Македонија. Подполковник доктор Андреј Илиев, командант на кампусот, подсети дека вакви активности се организираат последните 7 години. Искрено да ви кажам, јас кога почнавме активноста 2010 година бев капетан. Бев во академскиот дел, бев присутен во делот за операции G3 и можам со искрено срце да кажам дека најотворено еве веќе емоциите работат во мене. Ова активност веќе прерасна во силна меѓународна активност во која во овој момент учествуваат 13 земји со преку 300 представници. Ми представа особена чест затоа што ние како армија на Република Македонија, пред се како држава, успеавме да се етаблираме не само на регионално, туку и на меѓународно ниво, значи зборам во светски рамки. Застанавме рамо до рамо со НАТО и европските земји. И можам слободно да кажам дека нашата армија одамна ги исполнува условите за членство во НАТО и Европската унија. Професор доктор Кирил Цацков од Универзитетот Гоце Делчев од Штип истакна дека локацијата не е случајна одбрана токму таму, бидејќи Центарот за обука во Пепелиште е еден од најдобрите во Европа, особено неговата околина и место, какви што може само да се посакаат за ваков вид на обука и пракса. Бенефит од новиот резервоар за вода кој се гради во село Пепелиште ќе имаат и жителите на Неготино. Вкупната зафатнина на резервоарот е 250 метри кубни количини кои се повеќе од доволни за граѓаните. Затоа дел од водата ќе ја користат и граѓаните на Неготино. Тимови на итната медицинска помош постојано ќе дежураат во близина на бензинската станица кај Демир Капија. Причина се почестите сообраќајни несреќи на автопатот Неготино-Гевгелија во летниот период, кога дневно минуваат возила на илјадници туристи упатени кон соседна Грција. 24 часа на автопатската делница Неготино-Демир Капија ќе дежураат тимови на итната медицинска служба. Трета година поред во период кога на делницата има зголемен обем на сообраќај, се реализира овој проект на Министерството за здравство. Нашата служба од Велес прв пат годинава е вклучена. Целта е, бидејќи е зголемена во летниот период фреквенцијата на сообраќајот на оваа делница, чести се сообраќајните незгоди, навремено и да се обезбеди квалитетна медицинска заштита на повредените. При настанатата сообраќајна незгода да се интервенира што побрзо. Ова е целта на тимовите стационирани во пунктот близу Демир Капија. Дежураме 24 часа, значи деноноќно е дежурството. Вклучени се 6 градови, значи 6 служби на итна медицинска помош од Штип, Гевгелија, Струмица, Велес, Кавадарци, Неготино, Валандово.
и помеѓу нас работата ја координираме со нашите тетрастаници и се известуваме каде има потреба да укажеме итна медицинска помош. Статистиката покажува дека бројот на сообраќајни несреќи во јули и август е двојно поголем од вкупниот број на несреќи случени во останатите месеци. Во јуни минатата година на автопатската делница Неготино-Демеркапија се случиле 21 сообраќајна несреќа, а во останатите месеци само 11. Во првите 5 дена од овој месец се случија 2 сообраќајки. Едно лице го загуби животот, а 7 мина се повредени, сите српски државјани. На Клучкото кај Башино село се вршат интензивни активности за нејзино осветлување, со што значително ќе се подобри безбедноста на сообраќајот на оваа крстосница, која е еден од главните влезови во градот. Реализацијата на проектот е во надлежност на јавното претпријатие за државни патишта како дел од напорите за осветлување на клучките на државните патишта во Република Македонија. Интензивно се работи на осветлување на Клучката кај Башино село, со што значително ќе се подобри безбедноста на сообраќајот на оваа крстосница, која е една од главните влезови во градот. Реализацијата на проектот е во надлежност на јавното претпријатие за државни патишта како дел од проектот за осветлување на клучките на државните патишта во Република Македонија, а целта е да се подигне нивото на услуги на корисниците на патиштата. Работите се одвиваат во еден забрзан тек. Ние очекуваме средба во текот на неделава со министерот за транспорт и врски и директорот на Агенцијата за патишта, за да можеме дефинитивно да ги презентираме ситуацијата каква е, кога ќе светне клучката, што се понатомошните планови, бидејќи нас не имamo план тековно и осветлување се до езерото. Предходно беше извршено целосно осветлување на автопатскиот тунел пред оваа клучка. Осветлувањето беше направено со LED светилки, со што значително се зголеми прегледноста на возачите, а со тоа и безбедноста во сообраќајот. Инаку крстосницата кај Башино село е место каде се евидентирани голем број на сообраќајни несреќи. Статистиката покажува и сообраќајни несреќи во кои имало и жртви. Во изминатите 24 часа на територијата на општина Велес, пожарникарите интервенирале 4 пати. Според информациите од противпожарната единица, пожарите биле со помал интензитет. Горело на автопатот Скопје-Гевгелиево непосредна близина на наплатната рампа кај Градско, во градскиот парк, на пазариште и во напуштена куќа. Командирот на противпожарната единица во Велес, Љупчо Лепидовски, за К1 вели, неопходна е поголема грижа за животната средина. Имаме интервенција на аутопатот Велес Градско, каде што покрај аутопатот од несовесни граѓани, односно шофери, е настанат пожар покрај самиот аутопат, каде што уште еднаш апел ќе пратиме да се грижат за безбедноста, пошто кога би имало дим каде што се движат со голема брзина на аутопатот, може да настанат пак оние сообраќајни незгоди. Затоа препорака правилата на противпожарната единица да ги пратат за да немаме овакви незгоди. Тоа е едниот пожар, другиот пожар вечерта во 20 часот имаше на покрај базентот, значи кај што покрај меѓу базентот и стадионот, со брзата интервенција и на луѓето што работат на базентот и од противпожарната единица исто беше изгасен. И тој пожар и во вечерните часи на долниот пазар, градскиот пазар во Велес, кај покрај трафиката, каде што имаше намештај, стар намештај, беше запалено, имаше опасност да ги зафати и дуќаните. Со брзата интервенција на противпожарната единица се ликвидира и тој пожар и у меѓувреме на Димитар Влахов се појави пожар на пуштена куќа, каде што одредени млади луѓе предизвикаа пожар, но брзата дојава од граѓаните, противпожарната единица интервенираше, така што на почетните пожари добивме информирање дека има пожари, брзо интервениравме и ги изгасивме сите 4 пожара. За навремено спречување на пожарот, колку е важно што побрзо граѓаните да ви информираат за неговото настанување? Значи, подолго време работиме на свеста кај граѓаните и апел од противпожарната единица. Првиот момент од забележување на секаков вид на дим или пламен, должни се граѓански да пријават. Што побрзо пријават, толку побрзо ќе дојде противпожарната единица и ќе интервенира, а и со тоа во согласност на и свеста на граѓаните се дел за да ни помогнат.
Првата помош е брзо пријавување на пожарот. Вториот дел може да им помогнат на колегите на противпожарната единица. Сето тоа сите да се грижиме за безбедноста на самиот град и на самите граѓани. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев во континуитет остварува директни средби со граѓаните. Покрај овие средби, локалната самоуправа спроведува и анкета за тоа колку населението е задоволно од институциите кои се под надлежност на општина Велес. И понатаму продолжува интерактивната соработка на локалната самоуправа и граѓаните. Градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев во континуитет веќе подолг временски период остварува директни средби со граѓаните, каде разговараат за проблемите, идеите кои тие ги имаат, но разговараат и за тоа колку тие се задоволни од услугите кои јавната администрација ги нуди. Воедно покрај ваквите средби, локалната самоуправа спроведува и анкета за тоа колку населението е задоволно од институциите кои се под надлежност на општина Велес. Правењето на анкети ќе продолжи повторно. Значи, знаете, вие со секоја новитет ние ги прашуваме граѓаните, токму што мислат они да ги слушнеме нивните мислења, имаме одлична соработка со Министерството, со министерката, ќе ги испратиме нашите солидувања, да што може они да ни сугерираат, ние да сугерираме да покрај законските определби нешто друго ако има да им олесниме на граѓаните, токму да си ги завршуваат своите работи онака како што треба, меѓутоа ние побрзо да ги завршуваме, да не губат ни они она што е најскапо, тоа е времето. Овој момент кај нас. Новитет во однос на ова е законот за општа управна постапка, кој го регулира начинот на работа на институциите во смисла на обезбедување разни документи кои им се потребни на граѓаните заради остварување на нивните права и правни интереси. Овој закон неодамна го промовираше Министерката за информатичко општество Марта Арсовска-Томовска. Завршија подготовките за стартот на 13-тиот интернационален фолклорен фестивал Велес 2016. Вечерва низ Велешките улици ќе продефилираат годинешните учесници со цел да ги поканат граѓаните на свеченото отварање на фестивалот. Се е подготвено за стартот на 13-тиот интернационален фолклорен фестивал Велес 2016. Со дефилето низ Велешките улици, годинешните учесници ќе ги поканат граѓаните на свеченото отворање на фестивалот, вечерва во 20 часот и 30 минути во амфитеатарот на Младинскиот парк. Од денес па се до 9 јули од Младинскиот парк ќе се слушаат традиционалните звуци на гостите од Мексико, Турција, Србија, Бугарија, Романија, Грција, Полска, Црнагора, Македонското друштво од Австралија и секако домакините од земјава. Иако фестивалот е од меѓународен карактер и представува презентација на фолклорот на сите земји учеснички, сепак тој е најголемиот промотор на македонската култура и традиција. Во Велес овие 5 дена ќе има преку 1000 гости, од кои 500 од странство, кои повторно ќе информираат за нашиот град, за нашето гостопримство и организација на настанот. Организаторите упатија отворена покана до сите граѓани и оваа година масовно да ги посетат сите 5 фестивалски вечери. Верниците од исламската вероисповед денеска го слават верскиот празник Рамазан Бајрам, со кој завршува светиот месец Рамазан и се означува крајот на едномесечниот пост. Колешката Сања Ангелова со повеќе детали. Раѓањето на новиот ден муслиманските верници го дочекаа во џамиите каде се служеше Бајрам намаз. Рамазан Бајрам представува прослава на секој муслиман кој во текот на изминатиот светл месец Рамазан издвоил еден огромен дел од своето време во ибадет. По едномесечниот пост во кој верниците се воздржуваа од храна и пијалоци од зора до зеди сонце. Муслиманите едни со други се честитаат и се радосни за тоа што успеале да го пречекаат Рамазан Бајрам. Уште во самите утренски часови се оди во џамија, каде што тука после едниот од секојдневните 5 намази се клања сабах намаз, каде што после 45 минути после изгреј сонце се клања и Рамазан Бајрам намаз, од каде што муслиманите денеска беа и присуствуваа масивно во самите џамии. После клањањето на самиот Рамазански Бајрам намаз, муслиманите си честитаа помеѓу себе. Рамазан Бајрам е ден кога муслиманите се соединуваат во молитви и меѓусебни посети. Празник кога побогатите им помагаат на сиромашните. Ние муслиманите веќе набројавме значи 3 од столбовите на исламот, каде што едниот е хаџот,
тоа е за Курбан Байрам, едниот е постот, едниот е намазот и едниот е зекјатот. Кој што секој еден муслиман кој што има одредена ставка на богатство е задолжителен само 2,5% да ги подели на своите на сиромашните луѓе околу него во градот. По повод големиот муслимански празник Рамазан Байрам, градоначалниците од Вардарскиот регион упатија пораки со честитки до верниците муслимани. Утрово градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев присуствуваше на бајрамската молитва во Велешката џамија Фазил Ахмед Паша. Во камион откриени се 96 мигранти на автопатот Скопје-Гевгелија. По повод Рамазан Байрам беше доделен ручек за мигрантите во транзитниот центар Табановце. Вестите од Македонија. Денеска во транзитниот центар Табановце по повод муслиманскиот празник Рамазан Байрам владееше празнична атмосфера со што невладините организации подготвија свечен ручек и пригодни подароци за децата, а подготвени беа и традиционалните баклава и кадаив за бегалците. Организирани се и спортски надпревари меѓу вработените во центарот и бегалците. Инаку во транзитниот центар Табановце престојуваат вкупно 81 бегалец, од кои 63 од Сирија, речиси 50% се семејства со деца. Нивната причина што не заминуваат во посакуваните земји се недоволните финансиски средства, а поголем дел од нив очекуваат границите да се отворат. Мешовит патролен состав на полицијата открил 96 мигранти од Пакистан, Авганистан, Ирак и Сирија во товарно моторно возило Мерцедес на автопатот А1 Гевгелија Скопје во близина на Клучка Прдајци вчера во 6 часот и 15 минути. Министерството за внатрешни работи соопшти дека во товарниот простор биле криумчарени мигрантите. Се преземаат мерки за пронаоѓање на сторителот и целосно расчистување на настанот. Федерика Могерини на самитот за Западен Балкан во Париз порача дека процесот за проширување на Европската Унија ќе продолжи. Во италијанскиот град Торино полицијата заплени 25 килограми кокаин и 35 килограми средство за мешање со дрога. Вестите од светот. Подпредседателот на Европската комисија и висок представник за надворешна политика и безбедност на Европската Унија Федерика Могерини на самитот за Западен Балкан во Париз порача дека процесот за проширување на Унијата ќе продолжи. Могерини смета дека е важно европските институции да бидат кредибилни во тој процес. Проширувањето на Европската Унија е многу важно за мирот и стабилноста, но исто така и за интересот што европејците го имаат за напредување на Балканскиот регион кон Европската Унија, изјави Могерини и додаде дека самитот за Западен Балкан е важен за одржување на безбедноста на високо ниво, бидејќи миграциската криза се уште постои, а ризикот од радикализација во регионот е она што ги обврзува да работат земјите заедно. ...25 килограми кокаин и 35 килограми средство за мешање со дрогата запленила полицијата во италијанскиот град Торино. Полициската акција следела по подолга истрага, а во истата се уапсени 5 албански државјани, членови на групата која била поврзана со фамилијата Чапја од албанскиот град Елбасан, во медиумите позната поради меѓусебните убиства. Според тиранската телевизија Оранјус, ова е најголемата количина на кокаин запленет во овој италијански град, чија вредност на пазарот достигнува околу €1.000.000. Денеска имавме сончево време со температура до 37 степен. И утре не очекува слично време со можна попладневна нестабилна облачност, проследена со пороен дожд и грмежи. Тука е и крајот на централното информативно издание. Имете пријатна вечер со програмата на Кајада.